Почитувана колешка Славјанка, мојот коментар во однос што треба да отвориме и што не беше токму даден во момент да и да ги отвориме темите за студентски домови. Кажете што конкретно, со конкретна активност, со конкретно действие сте превзеле околу реконструкција на студентските домови или подобрување на студентскиот стандард. Во таа насока ми беше даден коментарот. Моје ќе биде задоволството да дискутираме и да дебатираме на оваа тема. Меѓу другото, сакам да ве потсетам дека 7 години бевте вие на власт. Не бевте една, не бевте две. Па овие планови да бидат само лист на хартија и само даден план 7 години, а да не бележат никаква реализација. Повторно ќе ве потсетам. Релевантни институции констатираат дека вие не сте забележале ниту една активност која што е важна во овој сегмент, особено во младинскиот стандард. 7 години се, мислам, доволно време за да се даде шанса на една партија да направи првично план и да речем и да не наследи проекти од претходна некоја си власт, да искреира план, да искреира проекти и да има значаен сегмент остварено во ставката на реализација. За жал, и Државниот завод за ревизија и по она кое што го гледаме и во ставките од буџетот, во овој дел имате само реализација од 14%. Тоа е многу погубно. Во буџетот можете да ставите, не знам, највисока ставка колку што сакате, на крајот од денот за ребалансот или последна година ќе треба да се измериме колку таа ставка била реализирана. Само да ве потсетам, како ВМРО ДПМН, освен што овие два студентски домови во моментот се реконструираат, ќе бидат реконструирани сите државни студентски домови, па ќе се видиме на крајот од овој мандат кој навистина работел суштински, а кој правил само планови за на хартија.